Во 12 години владење, ДПМНЕ покрај тоа што не направија ништо, ни го уништија и тоа што го имавме. Повеќе од 4 години Битола е оставена без полигон за полагање возачки испити. Откако во мај 2013 е донесено решение за забрана за користење на полигонот, повеќе од 1500 битолчани годишно се принудени да одат во соседните градови Прилеп и Ресен за обуки и полагање, со што покрај скапиот износ за возачка дозвола приморани се и на дополнителни трошоци. Цели 4 години ДПМНЕ и Талевски не успеа да одредат ниту локација за полигон, за на крај да не убедуваат дека имале земјоделско земјиште кое треба да го пренаменат. Но до ден денес, за еден ваков круцијален проект, ништо не е направено ниту на хартија, а уште помалку за негова изградба. Повеќе од очигледно е дека ветените проекти на ДПМНЕ се потонати во мракот на една лоша и јалова политика, која своевремено остави разорни последици во Битола. Срамно и недопустливо е тоа што по толку години овој проблем остана затворен во општинските фиоки. За идната локална самоуправа, предводена од СДСМ и коалицијата, полигонот во Битола ќе биде еден од примарните проекти кои ќе испроведе. Со тоа, овој горчлив проблем ќе стане минато и битолчани ќе можат повторно да полагаат во својот сопствен град. Затоа сите на 15 октомври да покажеме дека си го сакаме нашиот град и со заокружување на бројот 19 да ставиме крај на една мрачна ера. Битола заслужува многу повеќе. 19 за живот во Битола.